Почитувани, владата во допис признава дека во буџетот нема пари за нормално функционирање и исполнување на законските обврски. Владата признава дека нема пари во буџетот и бара последиците од тоа да ги трпат и културните работници и програмските активности, како и капиталните проекти. Министерството за култура, начело со министерката, повторно во поход за омаловажување на културните работници преку предлог за неисполнување на колективниот договор за културата, сега во паника преку допис бара измена на колективниот договор во културата. Деновиве до СОНК и до Синдикатот за култура на Република Македонија пристигна допис, предлог за изменување и дополнување на колективниот договор во културата. Во дописот се наведува дека ваквото зголемување на платите ќе предизвика дополнителни финансиски импликации, а со оглед на тоа што се уште е во примена членот 65 од колективниот договор за култура, а Министерството за финансии не обезбедило дополнителни средства за исплата на платите на вработените во установите од областа на културата, Министерството бара измени во колективниот договор за културата во членот 65, со што по новата пресметка би била на штета на вработените. Дали вработените во културата се колатерална штета на неспособното и безидено раководење на Министерството од страна на министерката Стојчевска. Нејзините политики, како и политиките на нејзините предходници кои владата на СДСМ ги разрешува и поставува секоја година, се покажува како погубно и дезориентирано водење на културните политики, секако на штета на вработените во установите од областа на културата и пошироко на сите културни работници. Почитувани, ваквиот аматеризам стана причина за повторен обид за избегнување на скалестото покачување на платите, иако со закон тоа е утврдено, а непланското работење со финансиите се правда неможноста да се обезбедат дополнителни средства од страна на Министерството за финансии. Со ваквиот срамен предлог за избегнување, изменување и дополнување на колективниот договор за културата се прави притисок врз вработените преку директорите на институциите кои прават обиди вработените да прифатат неприфатливи решенија, врз која со штета и со скриена закана дека доколку вработените и синдикатите не го прифатат овој предлог, тоа ќе биде на штета на програмските активности и капиталните инвестиции. И се бара од синдикатите да дадат предлог од каде да се црпат средства за плати. Почитувани, ова избегнување на одговорност и потврда дека ниту имале план и стратегија, ниту пак сега ја имаат. Ветувањето и обврската за повисоки плати се претвори во игра на лаги, во игра без граници, избегнување на одговорност која трае веќе 2 години. Започната со министерувањето на министерката Стефовска, а продолжува и со новоназначената министерка Стојчевска. Каква партија, таква власт, таква култура. Благодарам.